Добре, во студио за моите гости Александар Станковски. Вие сте се уште член на Советот за култура на владата. Така ќе да е. Да. Добре, ако тој велите дека не функционира. Не сме се состанали Да. можда 2 години. Ради X причини, така, да не ги образлагам. А и би шпекулирал, така, не би можел точно да определам дали презафатеност на самата администрација или човекот што е председател едноставно и презафатеност и... Да. Добро, опозицијата ќе ви го така. преземе креирањето на политиките. Роберт Аладжозовски е председател на Комисијата на култура на СДСМ. Оваа недела во фокусот ја бренуваше јавноста и претходно, односно со интервјуто на Груевски, лидерот на ВМРО-ДПМН Груевски, за десоросизација. Дури тешко се изговорува колку тоа изгледа, но добро, вие ќе образложите кој е вашиот став, особено што е формирано здружение Стоп операција Сорос. Па моето прашање е зошто малкумина ја следат го следат ова зачленување, има само неколку имиња. Не гледам дека има некој проминентни, можеби Цветин Чилиманов е повеќе истурен играч, тој е новинар. Зошто постои мал интерес? Имате ли образложение? Еве, вие дали планирате да влезете во СОС операцијата за спас од Сорос? Она што го најави. Добро, мене никој, јас тоа го видов на ТВ, значи преку медиум го видов. Тој Собир. И разочарани ли сте што не ве поканија уште при формирањето? Не, воопшто. Веројатно ме прецепираат како некаков слободен стрелец или и како слободен уметник. Да, слободен стрелец. Добро, не и во тој смисол веројатно слободен стрелец не сте, член на Советот на владата сте. Тоа не значи дека сте слободен стрелец. Гледајте, сепак сте се укалупиле во некоја владина институција. И добро ви оди. Но добро, дали би влегле? Пласиравте неколку тези кои дали би влегле во ова организација, ова невладина? Не, ја не влегувам во организација, ниту сум член на партија, ниту сум член на организација. Што се однесува до Советот, министерката Канчевска Милевска пред 7 години, колку беше тоа, не покани одредена група творци и научници. Говорите за Советот. Да, и тоа е волонтерска една ситуација. Се сретнавме можда, како да ви кажам, секоја средба све помалци и помалци луѓе имаше, но се одржуваа некоја година, 2 тие средби, потоа едноставно добро кажавме дека немаше повеќе средби, меѓутоа тоа е, значи јас не сум тамо вработен или не примам пари за тоа. Да, волонтерски ја поддржувате политиката на владата на Груевски. Не, тоа ја поддржувам зашто не гледам алтернатива за таа политика. Добро, ајде околу Стоп операција Сорос. Ја поддржувате ли оваа политика? Тие луѓе што се тамо, јас ги знам од медиуми, некои лично ги знам, како господинот Србов и Ненад Мирчевски. Тоа се прекрасни луѓе, интелектуалци. Чилиманов од медиуми го знам, лично не сме се запознале се уште. И што е прекрасно во оваа идеја? Па прекрасно е тоа што група млади луѓе интелектуалци се собрале и имаат своја платформа за одредени аспекти кои се одвиваат во општеството. Се согласувате со идејата и на Груевски? Гледате, јас нема да говорам за тоа дали Сорос е окей или не е окей, меѓутоа факт е дека Сорос ја финансираше опозицијата и таа страна најде за сходно да го преиспита тој момент. Да. Тоа не од сега, оддавна. Ајде, добро да му дадеме простор, само јас да интервенирам, велите факт е дека Сорос ја финансираше опозицијата. Така, фактите велат, има и бројки кои се транспарентно објавени дека Сорос, односно Фондацијата Отворено општество, има буџет од 5,8 милиони долари, помалку од 2,5 милиони долари се вложуваат во невладиниот сектор, за кој велите дека е непријателскиот на СДСМ, непријателски не рековте, јас го додавам, но 3,3 милиони долари одат на проекти за државни институции. Сега, тоа говорат фактите, но може вие да реплицирате околу ставовите на Станковски. Па да, мислам, еве да се прво малку околу Советот за култура. Значи, тоа тело не е ни добро дефинирано во целокупниот систем на култура во Република Македонија, така што ние
во програмата на СДСМ, меѓу другото, ветивме и дека ќе го реформираме тоа тело, ќе го направиме поактивно, пообврзно и така натаму, а можам и да предпоставам зошто тоа беше формирано, па потоа по инерција понатаму покаже една млитавост, е заради тоа што и Министерството за култура ја има истата таа, како да кажем, автократска тактика, да Министерката за култура е присутна секаде, па дури на комеморации, погреби, отварање на сите. Комеморацијата на Саша Николски Ѓумар, например. Да, ја спомнавте вие. Да. Значи и сите други, значи просто во државата не може да се случи еден проект, а министеркава да не го отвори. Тоа е многу непријатно, меѓу другото затоа што таа цитира таму и авторски ставови, еве последното беше за Венециското биенале, а тоа не се нејзини ставови, значи тоа е една авторска критика која што не може вие као министерка за култура во пригоден говор да цитирате анонимно очигледно нечи критички осврт. Чиј беше тој критички осврт? Па не знаеме чие, нели? Меѓутоа очигледно знаете тогаш дека е цитиран од некој автор? Дека е нечие дело? Па затоа што таков тип на говори, значи се гледаше дека регистарот на тој говор одскокнува од целата друга риторика, вокабуларот кој го поседува. Така што добро. Толку околу тоа, така што во таа смисла и не ми е чудно што советот нели беше запоставен, затоа што отидоа на тоа дека ќе ја промовираат само министерката. Тие не дозволуваат дури ни на раководителите на своите сектори да се објавуваат, а дури кога ние преку пресконференции баравме изричито да ги дознаеме луѓето кои што стојат зад одредени комисии, одлуки и така натаму да се произнесат, дури тогаш тие ги вадеа, нели? Така што значи толку околу тоа. Втората работа околу десоросизацијата, за жал тоа, значи тоа веќе навлегува во ова крупна политика во земјата. Меѓутоа и тоа е една стратегија на удирање по самарот, а не по магарето. Значи факт е дека Груевски го загуби во огромна мера, ја загуби поддршката од еден здружен напор на граѓаните и на опозицијата, која што ги предводеше тие граѓански протести, меѓутоа застана на нив. Сега место тие да направат анализа зошто ги изгубија изборите, тие повторно, значи како што велам, се само залажуваат себе си, меѓу другото затоа што и нивната цела ова политика во изминативе 10 години се базира на лажење и на самозалажување, значи никогаш соочување со аргументите кои што ги говори, еве фактите и воопшто значи стварноста, и во таа смисла сега тие го најдоа Сорос како мета. Значи, тие 20 платени волонтери, во смисла платени луѓе кои што земаат плата професионално или хонорарно, бавејќи се со активности во невладиниот сектор, дел од нивните работни обврски не беа од 6 до 8 да излегуваат и да маваат со јајци. Значи, тоа беше апсолутно процес на самоорганизација и на граѓански револт и процес, како што се случува насекаде во светот. Сорос, само уште ова да го дадам, дали Сорос сега стои зад протестите на уметниците и пејачите во Њу Јорк, кои што протестираат против инаугурацијата на Сорос, или не? Сега, од друга страна, обидот Сорос да се денунцира е во феноменална спротивност со светската политичка сцена. Видете, Сорос е значаен говорник на Светскиот економски форум. До пред некоја година економската политика на Никола Груевски се базираше на, меѓу другото, и митологизирањето на Давос и на тоа стечиште на економски, либерални и неолиберални политики. И одеднаш таму Сорос е цитиран од Guardian веднаш по Тереза Меј. И сега, човек со такво реноме на светската рамка, тука еди кои си вакво, како да кажам, Чилимановци или не знам, овие другите што вака
малце бомбастично Станковски ги нарече прекрасни интелектуалци. Сега тие као кутренца некој ќе цивкаат вакво по овој човек и по институциите кои што тој ги создава. На крајот на криштата институтите отворено општество се важна институционална организација. Тие играат улога. Ајде. Гледате, секој, што викаат кинезите, пат од 1000 мили почнува со еден чекор, така да не ги презреме овие луѓе кои едноставно гледаат политички противник, гледаат противник во однос на одредени процеси во општеството кои се пропагандистички, кои се поддржувани од неолиберализмот, чиј еден од највехементните представници е токму стариот и изморен Сорос. Се согласувате ли со протестот во Њу Јорк кој беше организиран од македонските иселеници против Сорос, односно Трамп да не спаси од Сорос? Па зошто да не? Би излекли и ви да живеете во Њу Јорк или да би ви бида платен пат, би излегли или вие да протестирате? Па не, јас воопшто не излегувам на протести, нит ме интересираат протести, било каков тип од тој тип на општествено активирање. Но им аплаудирате во овој случај? Не, им аплаудирам, тоа е гротескна позиција. Не им аплаудирате. Не, апсолутно не, па и шарената се појави исто. Мислам, тоа не е ново, тоа е уште од 60-тите се тие механизми на протест воспоставени, само што во 60-тите тие беа далеку поспонтани, иако и таму имаше замачателство на тајни служби и разни други. Добро, но ги поддржувате овие во Њу Јорк. Нели? Рековте дека ги поддржувате во овие во Њу Јорк. Кои ги поддржуваат? Овие во Њу Јорк, на македонските иселеници. Што да не, мислам, тоа е еден собир на наши иселеници кои се едноставно напатени од Сорос. Како тоа го толкувате? Не се напатени, тоа е нивната перцепција. Можеби они исто така гласале за Трамп како државјани на USA. Сега бараат спас. Сметате ли дека ќе дојде спасот од Трамп? Што се однесува ведо никој не е пророк. Јас, например, за овие избори мислев дека најмалце 63 ќе освои ВМРО, а испадна дебакал од 57 во смисол, иако е победник, и тоа безпоговорен. Во едно заробено општество, не сметате ли кога е победа на опозицијата и на сите опозицијски сили, конечно? Не мислам, затоа што да беше победа на опозицијата на тие 600.000, тоа ќе беше претходно ќе требаше да бидат во една заедничка коалиција и на тој начин да настапат. Сега ова не е фер. Велам во заробено општество кое е дефинирано и од Европската комисија. Да, што се однесува до Сорос, мислам не е тоа само перцепција на ова општество, да речеме на неоконзервативизмот во ова општество, туку тоа е еден процес кој се појавува во западната хемисфера, каде што поготово источниот дел, нели, тоа што гравитира кон Русија и едноставно гледаме дека таму има отпори кон Сорос, така, и тоа е цел еден тренд. Аплаудирате ли на тие потези? И Трамп, само да го цитирам, Трамп кој ги нарече тие што демонстрира платени демонстранти. Значи, они имаат сознанија дека тоа се луѓе кои се платени. Еве сега се слушна дека за денеска, ако има некои немири демонстрации, тие што ќе бидат, нели, јуноши во целата таа приказка, ќе добиваат по $2.500 по човек. Платени од кого? Од Сорос. Од Сорос и тие структури, пред се Сорос. Мислам, Сорос е играч кој гледаме дека може да му советува и тоа баш сугестивно на Стейт Департментот да превзема одредени акции, тие превземаат, што се видео преку Wikileaks, нели, од тие мејлови што беа испратени до нели, до државниот секретар Хилари Клинтон за да, нели, се санира ситуацијата во Албанија преку, нели, Лајчак беше. Добро, да. Така. Ајде, сметате ли дека се движиме кон путинизација на Македонија? Велите дека одлична улога одигрува Путин. За путинизација треба да имате 150 милиона луѓе и да имате барем 1000 нуклеарни бомби да бидете доволно моćни, така и една технолошка сила да бидете и политичка сила. Не, говориме за Сорос. Тешко путинизација во банана држави. За бркањето на невладините организации, за нивно дефинирање во закон дека се странски агенти. Едно е Кон тоа се стреми Груевски. Едно е Сорос, а друго е невладин сектор. Тоа се две различни ситуации. Добро, но тоа е финансирано. Сорос е перцепиран како агент на, да речеме, на губитокот на 10 пратенички места. Значи, може да се произнесам, ако ми дозволите. Па видете се, прво тешко би можел човек да
да најде аргументација, бидејќи вака нафрлањето на фрази, а тоа не е стил само на Александар Станковски, туку и генерално на тие, како да кажам, противници кои што ги пласираат тезите за десоциализација, односно на така наречената конзервативна интелектуална елита, е тоа дека трупаат термини без никаква одговорност. И тоа го прават и на социјалните мрежи, тоа го прави Чилиманов и сите останати. Мислам, Чилиманов на Твитер се дефинира себе како конзервативец. Сега, дали е тој конзервативец или е тој едноставно еден вид на продолжена рака на илибералните елити. Имаме конзервативизам, кој што е дел од либералната демократија, која што владее насекаде и за која што барем и во нашата земја имаме консензус. Сега тие мешаат и либералци, ЦИја, заговори, ваму таму. И исто така ми се чини дека применуваат, значи, една неверојатна симплификација. Значи, тие мислат дека денешното општество се базира на директни врски. Ќе му се јави Сорос на Заев, Заев на Путин, Путин на Трамп и сето тоа ќе заврши. Воопшто не сваќаат дека дури и во затворените општества кои што се институционални општества, постои систем, постои општество, постои држава. Вие не можете туку така, значи не може не знам Милчин да му се јави на не знам ово или оној и ај ќе правиме тоа и овој ќе им се јави на 20 луѓе, ќе им дае по 2000 и ќе прават, мислам. Ако видите вие на пример како функционираат воопшто институциите во таа смисла и фондациите како институции, тоа подразбира сосема поинаков и сложен процес и не е туку така лесно да се влезе во тој, да се примени командитен начин на управување. Се работи за декларирани идеи, визии, ставови, цели, кои што луѓето, како да кажам, поведени од длабоките внатрешни убедувања ги прават. Но тоа го прават луѓето од СОС, например, Стоп операција Сорос. Тоа е ставот на Станковски. Значи, тие имаат некакви убедувања и ставови, но не и шарините. Сорос е случајно значително присутен во Македонија, а е присутен и во други земји, затоа што е едноставно изградил моќна институција и тој самиот ја поддржува. Меѓутоа, она за што се залага Сорос, се залагаат и сите фондации на принцовите на Холандија, се залагаат и кралевите на Белгија, едноставно фондациите меѓу освен хуманитарните агенди, општествените агенди им се за демократизација, за отворено општество, за заштита од политичко насилство, за недозволување на, она што го рековте вие, путинизација. Во таа смисла, некои со помали пари или со помал или специфичен фокус, сите го прават истото. Мислам, тоа е едноставно дел од фондациската етика, а не е дел од фондацискиот заговор. Да, добро. Кога стана збор за етиката, значи прво да се легитимирам. Прво не сум присутен воопшто на мрежата, нит ме интересира тој дискурс. Мрежата? Не, тотално. Социјалните мрежи, мислите? Да, апсолутно сум незаинтересиран. За Твитер кога го тоа време го трошам нели за креација, за медитација, за размислување. За креација? Пред се. Добро. Значи тоа број 1. Второ, неам идеолошки став. Значи пред се пријаѓам кон некои феномени, да речеме, кои се од политичка провиниенција, од етички аспект, што рече Роберт. Значи гледам дали таму има моралност или нема моралност и без оглед која политичка партија и која идеолошка групација е на власт или е доминантна во општеството, судам според тоа како ги менаџира работите и колку во тоа има етика, а колку нема етика. Што се однесува, да речеме, до ова што така пежоративно се осврнавте на овие тројца луѓе, ја мислам дека едноставно тоа е само еден символичен гест, дека организацијата на Сорос е толку моќна што мислам дека ни Трамп со сите своји служби тешко ќе може да ја растури, зашто он како некој дебел лилјак ќе избега од едно место на друго, со тие пари ќе може повторно да прави мрежи. Еве, може би интелидженс сервисот ќе му даде азил као што, а може би ќе најде на Шилец некој како одмазда за девалвација на фунтата што беше порано. Кралицата никогаш не заборава, тоест нејзиното семејство. Така да со Сорос може да го гледаме како некаков литерарен јунак по свестум, така, или како историска фигура која е контраверзна
и која има своја моќ. Не само он, туку целата таа плутократија, он е дел од таа плутократија и тука веќе кај нив често пати не ни функционираат одредени идеолошки определби, туку некои други принципи кои се таинствени и затворени и за кои нема потреба сега да се дискутира. Сега говориме за теорија на заговор, за масони, за илуминати и така натаму. Теоријата на заговор е теорија на заговор и е нешто, како да ви кажам, фарукт или лудо за луѓе кои не се инволвирани во една подлабока обсервација на тие механизми. А и тешко е да немате се дојде. да кажете кај кралицата Елизабета е гуштар. Ве молам. Не, јас тоа не го кажувам. Дека споменавте. Меѓутоа треба секоја перцепција да се разгледа. Например, Роберт, како што се постави неговите пријатели и браќа, нели, по идеологија, немаат едноставно монопол над вистината. Значи, што и да каже он, ќе остане еден дел кој е неискажан и каде што ќе се најде личност која ќе го попуни тој дел. Така гледам на овој мозаик, нели? Но добро е да се дебатира и да се има дистанца. Општествен мозаик. Јас би сакал Добро. дури на некој начин и да и како да кажам, и да ја завршиме темата со Сорос. Меѓу другото, затоа што сметам дека тоа е едно навлекување на една алиби приказна на вакво еден изветвен политичар во заминување. Значи тој Мислите на Груевски, да. Добро. Значи Груевски нема храброст, прво нема храброст да ги прочита пораките кон него што му беа одамна упатени. Најмалку од 2012. Значи тој се дрзна и тој се уште сонува дека ќе биде премиер. Сите му кажуваат, најмногу неговиот политички противник Зоран Заев, дека од него ништо не зависи. Значи вие ако ја видите како да кажем, ако ја видите комуникацијската стратегија на СДСМ, се обидува да му каже на Груевски дека треба да замини и дека од него ништо веќе не зависи. И сега ова, како еден вид на налутено дете, што е апсолутно според мене еден нетипичен, така да се изразаме еуфемистички начин на однесување, не ги слуша сите сигнали, туку се уште замислува дека може нешто да прави. И сега, место да каже дека е поразен, неговите политики се поразени, меѓу другото, затоа што не предизвика ефект, дури нивоона дека целта ова ги оправдува средствата, значи нивните цели не беа остварени, нивните резултати не се остварени реално, и сега тој си создава повторно една алиби стратегија и ги користи вака овие луѓе што се уште се спремни од разни мотиви да крекаат и да ја повторуваат неговата теза, дека одеднаш Сорос бил некаков фактор. Значи, апсолутно... И Јацо Станковски говори, вели дека крека. И сега сакам, Добро, јас сакаме еден вид крекач од автокоманда, ВМРО-вски крекач од автокоманда. Значи, во таа смисла, ова е дефокусирање. Груевски заминува, тој треба да се соочи со одговорност. Доаѓа време на одговорност и ќорка, нели? И во таа смисла веќе не е во ред. Станковски прави некакви такви работи што некакви гримаси кои не го прават среќен. И сега тоа е замена на тези. Наместо да се занимаваме со одговорноста на Груевски, не се занимаваме со намерите на Сорос, мислам. Прво, значи, би го цитирал Наполеон кој вика l'argent е tout le monde. Пари и цел свет. Значи, во политиката парите се страотен фактор. Покрај она, нели, една рационална и добра просперитетна програма која би ги задоволила луѓето и така, која често пати влегува во зоните на популизмот, но популизмот... Добро, дали се согласувате со Аладжозовски дека ова е време на затвор? Не, никако. За Никола Груевски. Никако. Прво, човекот победи на овие избори. Со 2 пратеника плюс, со 2 пратеника плюс. Ако правите мешање на тези дека сите заедно со тие 4 албански партии се победници, тоа не е фер затоа што требаше да идете во коалиција, па после тоа да речете да, победници сме. Добро, сметате дека Ахмети ќе му пружи рака на Груевски? Не знам за тоа, не знам дали ќе му пружи, да ќе му пружи на Заев. Да. Идеолошки се поблиски што се однесува до двојазичноста, нели, најнови платформата на албанците, за која може исто така да се проговори малце како тоа ќе функционира и каква резонанца ќе има во македонското општество, гледајќи ги сите аспекти, и историскиот, и менталитетскиот, и сите други
или културниот, културолошкиот. Вие сте против двојазичност? Па гледайте, мене затоа што нема сложување од македонскиот етнос, затоа што македонскиот етнос на ова гледа како на кукавичко јајце, мислам, баш ка целиот процес го ова е лицитирање уствари од страна на СДСМ кој го покрена Заев своевремено, нели кршејќи го форматот на рамковниот договор. Не, зашто сте против албанците да говорат на својот мајчин јазик? Тоа не можам да го разберам. Ја воопшто не сум против Добро. да го, но тука се работи за За што се работи? За имплементирање на албанскиот јазик во средини каде што нема воопшто албанци, кај што не живеат, а веќе имаме еден цврст договор кој ги надминува стандардите за малцинствата на ниво на Европа. Каде имате вие рамковен договор во друга некоја држава во Европа? Освен Зошто ако гледате? немате кантонизирана држава или федерализирана. Тоа би... А еве Тоа е сосема друго. Словенија, значи во Словенија на пример не постои италијанско малцинство, меѓутоа поради стек на историски околности, значи италијанскиот јазик е во одредени области од Словенија Официјален. Па и овде е во официјален во одредени области, нели имаме 20%. Добро, ако да. Ние не знаеме што се случува со македонците во албанските средини, кај што македонците се повеќе од 20% и гледаме дека тука има дерогирање на одредени принадлежности на македонскиот етнос во тие средини. Гледаме дека затајува. Треба да се бара реципроцитет, сметате? Па не сметате ли тоа дека според би било тој добро? реципроцитет е даден веќе со рамковниот договор, но тој не се Не во исполнува другите од страна на одредени Но не би било ли етноструктури. добро малите деца, односно малите деца уште на почетокот на школувањето да имаме уште да учат уште еден јазик? Кој им забранува? Важно е да не пазете, ако вие го усвоите. Никој не им забранува. Ако ја усвоите Но не е- двојазичноста, вие ќе не е треба да регулирано тоа со закон. гледате, ако значи може он факултативно да учи, мислам зашто да не учи албански. Сите ние сме тука на оваа средина. Меѓутоа, Се сакам согласувате да кажам, биде применето факултативно? секако дека може, тоа е граѓанско право, тоа е право на родителите, нели, Добро. пошто детето се уште нема право да Да се одлучува. почне со факултативно, Но за да добро. се дојде до задолжително учење. Добро, Зошто е да не? сакав друго нешто да кажам, а тоа е дека со примена на оваа двојазичност ќе порасне бројот на администрација. И тоа проценето е негде за 30.000. А од друга страна па Никола Поповски рече дека е преобременета администрацијата и дека треба да се отпуштат одреден број луѓе. Па нели тоа е еден од вашите корифеи, така беше министер и еден од најуспешните, најценетите министри во СДСМ. Викаат оставил пуна каса, нели? Видете, Станковски, ама и вие, вакво како одговорен човек, се правите тука еден мал трик во аргументацијата. Во смисла. Не гледате, вие ги мешате тезите. Еве, прво јас да кажам, значи мој став, не вие, него Билјана. Дали албанците би сакале да зборат на својот мајчин? Секако, и никој не може И тоа да да биде им го регулирано одземе. тоа со закон се разбира. Да, но го имаат веќе на ниво на рамковен. Прашањето- Но тоа не е Простете, доволно Роберт. имплементирано, тоа е еден од аргументите. Имплементирано. Да го Прашањето на двојазичноста и на така наречената федерализација беше уште еден од триковите, како што е овој трикот за социализација, значи уште еден од политичките трикови на Груевски, меѓутоа тој е легитимен националистички трик. Значи сакам да речам, тие го измислија прашањето, како да кажам, го напумпаа и врз база на таа риторика тие успеа да најдат алиби за огромен дел од нивните поддржувачи, кои што не беа спремни да ги поддржуваат ни за уништените економски политики, ни за невидениот грабеж на националното богатство, ни за тоа што 50% од Источна Македонија се одсели, значи не постои македонци во Источна Македонија. Поише од 50%, 90% од Западна Македонија. Сега, значи наместо, луѓето беа подготвени да гласаат против Груевски во една таква ситуација, меѓутоа се смисли оваа риторика на федерализацијата и стравот од албанците и двојазичноста со цел на тие луѓе кои што се уште имаат некакви лукративни, како да кажам, потреби да гласаат, или веќе ако немаат никакви потреби да гласаат за Груевски, да се фатат за јадицата на федерализацијата. Сега,
таа федерализација што беше фрлена како мамец, сега Груевски го прави непопуларен и тој со право не може да си најде партнер кај албанците. Сега не може да биде војвода, вакво модератор, модериран политичар, не може да биде радикал, вакво умерен. Значи сега тие цело време играат на нешто. Велат вака, еве господин Самко, тој вика формално изборите ги доби Груевски, така е, се сложуваме. Еве, не ги трупаме на едно конто опозицијските карши владините гласови, така е. Си го доби тој мандатот во легална процедура, ако успее да формира влада во ред, ама ако не успее да формира влада, зошто сега тогаш тие правилото, односно законот кој што важи во едниот услов, кога Груевски го доби прв правото да биде мандатар, сега би требало да осети дека му било одземено правото да владее затоа што не успел да обезбеди мнозинство. Затоа што вели дека нема да ја прифати платформата, Станковски, тоа е еден од аргументите. Така што и победата и поразот на Груевски, успехот или неуспехот да формира влада е апсолутно легален. Ако тој може да ги употреби како да кажам, сите средства на протест, да протестира против одредени во владини политики, кои што ќе станат владини политики евентуално по формирањето на владата, меѓутоа не смее сега да плаче дека он сакал да владае и му било одземено правото. Во таа смисла уставот и законите се јасни како се формира влада. Нека си отиде човекот во опозиција, да видиме цела таа номенклатура како ќе обстои и ќе видиме како понатака ќе се одвиваат работите. Тој сака да владее, вакво да биде против вакво албанците, ова она, па не може се во една ситуација кога имате повеќе интереси дадени во одредена ситуација. Гледате, не е он против албанците, он го рискираше животот кога беа поплавите во Шипковица, па со километри. Кој? Па сега дозволете да кажам. Се извинам, кој го рискираше? Груевски. Па нели отиде кај Шипковица? Па така, мислам не отиде со кола таму, тоа беше све блокирано, со чизми со своите телохранители, одеше, тоа можеше нека карпа да го. Ради карпа. Па тоа уште беше несанирано подрачје, имаше жртви таму. Дали отиде некој од албанските партии да ги посети таа вечер? Единствен беше он што отиде. Зашто имаше жртви, тука треба да се разговара, господине Зашто имаше? Да. Груевски е крив за тие жртви? Сите податоци говореа, беа, не, ова е веќе такво импутирање да не е крајно нехумано е ова. Не, инфраструктурата дека е лошо решена, не знам. Па тоа општините ја прават таа инфраструктура. Каде беше Теута Арифи цел месец или два или Али Ахмети да ги посети? Се работи за државни студии кои подоцна не биле воопшто имплементирани. Ве молам, гледајте го човечкиот аспект. Не верувате на стручњаците повторно. Ма какви стручњаци? Овде стручњаци. Огромен дел од стручњаците се корумпирани и пеат песна за 5 гроша, така. Никој може да го каже тоа. Ја не сум стручњак, јас сум уметник, јас сум осамена душа во пустината која гледа. Никаква област и заради тоа ви велам дека сте стручњак. Во ликовната уметност? Веројатно да. Па зошто ги потценувате луѓето кои имаат своји професии и велите дека се корумпирани? Зошто тоа не би се пресликало тогаш на Груевски или на луѓето кои ја го поддржуваат Груевски преку операцијата Стоп Сорос? И го тотално го уништивте тој тип на визија што ви го пружив, кој пред се иницира една човечка ситуација. Спасувањето, спасувачката мисија на Груевски. Па не беше тоа спасувачка, него отиде човекот да сподели и да види. Зашто ниеден од СДСМ неговата задача е да спречи поплави и неелементарни непогоди. Може да неелементарни непогоди. Туку последици од поплави кои резултираат како државна. Гледате како спинувате се. И после тоа, значи овде нема грам етичност. А јас зборам за една деликатна ситуација. Само сакам да довршам. Се случуваат, значи еве Италија која е развиена земја, вчера лавина падна, поклопи 60 луѓе у хотелот, 30 се мртви. Имате земјотреси, погинаа оваа година во Италија луѓе. Во Америка секоја година има катастрофи со огромен број мртви.
Во Полска, која ја држиме нели за членка на Европската унија и НАТО, имаше 60-70 смртни случаи Не од знаете студ. дека во многу од земјите ја одговараат тие архитекти и инженери, додека доколку градбата не била сеизмички Ама што може стабилна. да одговара кога паднала лавина? Добро, ајде. Видете, Добро. И што да правиме кога Дивоград би има еден куп во тие делови? Значи, Само не ако сакав не- да Добро, довршам. господин Али добро, Станковски, не, во не, ред. така. Видете, Значи, меѓутоа Добро. вака Да му оставиме да реплицира, да не... Не, ама да тоа се не јасни. е ексклузивно, значи појавувањето на Груевски на места каде што се случува катастрофа, дали е тоа Херојско природна дело? или вакво, не е негово ексклузивно право. Значи Коце Трајановски исто со лопата и со чизми се обидуваше вакво да ја и со кофа вода да ги нели Но и беа исцрпи. избркани од селаните тие Гледайте, луѓе. секоја Меѓутоа, теза има антитеза, своја меѓутоа, антитеза видете, не, и ама не е секој ексклузивно чин право. може да биде Ама Добро, Станковски дебатирајте, преиначен. нека Ама еве, да, дебатирајте. значи, добро. Значи ова е пиар. Да. Значи ова е пиар ама не- кој ама не е еден ексклузивен. подмолен пиар, така? Ама не, Добро, ама ајде, не. нека Еден ви- морбиден нека ви- пиар се нека ви користи одговори. несреќата на една група луѓе за ти да направиш пиар. Тоа ли е приказка? Ама тоа Тогаш не е- никогаш да не излегуваме во пресред на Дебатирајте луѓето кои се со- Ама не е пострадали. ексклузивно, еве, значи ако не е, значи не е монструозен пиар, тоа го прават политичарите за да ја докажат личната пожртвуваност. Во таа смисла, Хипокризија е- во таа смисла не е ексклузивно право на Груевски и не му дава преголем легитимитет на неговите ставови во однос на подобрувањето на општествениот статус на албанците Отом во потом. Македонија. Меѓутоа сакав да кажам дека во Изаев случај беше- човекот Изаев рискираше беше во- живот. Добро, не го Ама зборувате Изаев еден беше преку друг. во Стајковци, претходно се сеќавам дека имаше пожар во едно од брдата над Струмица, Заев отиде со своето моторче, лично гасеше. Значи, таков тип на акции го легитимираат политичарот на персонално ниво, но тоа се уште не кажува за исправноста на нечии политики и најмногу дали тие политики ќе се имплементираат. А ова што викате дека за 30% ќе се зголемела администрацијата, па тие и така Не за 30, зголеми. за 30.000 луѓе, Па, не па, 30. па, нашава 30.000, во овој 30%, значи во овој момент 70.000 луѓе да 160-170 илјади луѓе имаме ништо во не работи. администрација. Па може Свесни да сте дека- за тоа. па може да барем албански да зборуваат. 120.000 да биде. Па можат барем албански да зборуваат сите тие ВМРО-вци што седат по кабинетите, по институциите и по агенциите, а ништо не работат. Колку ги има такви? Ја појма немам што се дешава по кабинети и како третиот ешалон функционира во оваа држава и на едно ниво и на друго. Добро. Меѓутоа едно знам дека да ве гласаат, да речеме, господинот Заев. Знам дека, мислам, веројатно има и некои структури у СДСМ кои не се задоволни од Заев, затоа што имаат многу подобри луѓе. А има ли структури во интелектуално. ВМРО кои не се задоволни од Груевски? По овој автоматизам. Па тие Па не формираат знам, нови не би партии, рекол, нели? не би рекол Не дека би рекла? се во толкав број. Може би Добро. има, секогаш има борба Но за има, власт. но има некои луѓе кои се против сепак? Па претпоставувам затоа што нигде немате чиста ситуација, така, тоа треба да сте клингонци за да имате чиста ситуација, да бидете еден колективен ум, така, но тоа може само на ниво на некои така неприродни, дегенерирани типови на цивилизација да се случува, кои се, нели, утописки или дистописки, не е ни битно. Кога станува збор Кои за се Груевски, тоа е изфантазирани. нормално. Кога станува збор за Заев, Не, тоа не, веќе не е нормално. претпоставувам дека има и се одвоија луѓе. Секогаш е добро Па да- еве, да на пример, оваа има. ВМРО, како оваа што се одвои, нели, како се викаше таа ВМРО? Вистинска? Не На која вистинска, мислите? не на Љупчо Георгиевски, него на овие Слободумните патриоти и форумот. Кекеновски и А, тие. да. Значи тие беа Па, тоа е- незадоволни и се одвоија. Но видете, значи токму Ако има незадоволство у СДСМ и тие треба да се па одвојат. не се одвојуваат затоа што имаат форуми во рамките на партијата, имаат демократија и не се одвојуваат во посебна сега, партија. ова беше као Deus Ex Machina, па мислам. така е. Но во секој Па случај има сериозно незадоволство, претпоставувам, во СДСМ, меѓутоа се уште партијата наоѓа начини како тоа да Да го се справи да го со справи. фракциите. И тоа е нормално. И Добре, тоа не, и не тоа е е, да, страшно. да. Па не би Добро е- рекол, добро е не знам за- за колку, за меѓутоа здравието еден на феномен партијата. сакам само да спотирам, а тоа е феноменот на албанските гласови во СДСМ, што се гледа, нели, од приложеното. Шокирани ли сте заради тоа? Не сум шокиран, но сум изненаден, затоа што... Пријатно изненаден. А,
не можам да кажам пријатно или непријатно, тоа е реалноста и ја прифаќам како таква. Мислам, не ова лижавче се работи за општествени состојби, така, и процеси кои едноставно се случиле. Заев влезе во еден сосема нов тип на дилање со политичките моќи, така, на теренот, и еве се деси, собра, да речеме, викаат помеѓу 50 и 70, 80 илјади албански гласови. Но кога ќе ги видите тие гласови од кај се собрани, токму се собрани од места кои се етноцентристички, кои се економски руинирани, кај што политиките на конфликти, општествена неодговорност ги доведе. И се Заев ќе ги реши, така? Па луѓето ги инвестираат својата надеж, некој им дал поинаков концепт. А каква улога во сотото има господинот Љамалари од Берн? Тоа. Па се ајде. Улога за тие модератор? Гласови има. Импресарио? Има Мухамед тој? Зекири, Што е тој, има Едмон господине? Тадеми, има Аднан Џаферовски, значи има сериозни луѓе Кои се капки во... Кои ги мобилизирале и Башка тие луѓе и лобирале за артикулирани, тие имаат гласови. некоја квази интелектуална или проинтелектуална маса во нив. Ама тоа е Меѓутоа, легитимно политичко овде имаме однесување. работа со чисто рурални структури кои беа тој е чисто- најрадикалните во времето на А големиот вие не им конфликт. дозволувате на луѓето да ги менуваат своите... Ма како не им луѓето се дозволувам? рационални. Па не отидов да ги апсам Па затоа поради велам тоа. не, ама пред Но 15 би било години добро да мислеле се едно. Не. Добро, ќе тука видиме сме што на ќе се крај. случи. Да. Може би неоконзервативизмот ќе издействува една ситуација. Чисто би сакал во еден чисто геостратегиски Да. момент да ја Добро. опишам целата ситуација. На Овде, крај сме. Поради Да. лицитирањето на Заев, албанците излегоа со радикална платформа. Може би нема да има влада со Груевски. Може би Заев и Ахмети и другите ќе направат влада. Но што ќе се случи? Се радикализира Косово. И едноставно оваа администрација што ќе дојде од Се Америка... радикализира Србија, извинете. Не Косово, И Вучич. Косово и Србија. Вучич се радикализира. Па добро, а кој подметна мини под шините на возот? А 250.000 срби што не може да се вратат на Косово? Тоа е. Па како тоа? А македонците од 46-то у Грција што не може да се вратат. Па и тоа е огромен проблем. И јас сум кивен на нашите власти пољаците во што Украина ние што се не може да се откажавме од вратат. грижата за малцинствата. Добро, Во Но хунзите се вратија во Македонија и тоа е Тоа е една причина за прекрасна радост. романтична приказка, зашто да ја Да. уништуваме? Знаете ли дека ние имаме, не ние, него само во Турција има преку 8 милиони луѓе кои се декларираат дека имаат етничко македонско потекло. Огромен број од тие што се иселуваа после Балканските војни беа македонци муслимани. Исто и после геноцидите што грчката монархо-фашистичка власт ги спроводуваше во континуитет скоро цел еден век, Добро. се оцелија со големите размени на население. Ние имаме во Средна Азија, во Северна Африка и Ајде во овие да- делови да. 75 милиони луѓе што викаат дека имаат македонско потекло. И никој за ова не знае, освен неколку посветени луѓе. Зашто ние да немаме контакти со тие луѓе? Не, исклучено се разбира. Сам тоа е една Но, огромна маса. Ајде, последното, Тоа е предизвик за нашата последното- дипломатија без последното- оглед кој е на власт, дали е ВМРО или СДСМ. Последното прашање е доколку Груевски направи влада со Ахмети. Дали сте Таа влада дали кратко сте- ќе трае и дали брзо сте- ќе треба да се оди на Да. нови избори. Не, дали сте за или против продолжување на Скопје 2014 и те се најавува Гледајте, дека ја ќе уште од биде почеток- ставено тркалото Ја во уште од центарот на почеток Скопје. амбивалентно пристапив на Скопје 2014. Ја поздравив таа енергија со која се влезе во, да речеме, во таа градба. Пошто такво нешто не сум видел во мојот живот, освен функционалистичкиот модернизам што се случи, нели, после земјотресот. Тоа беше еден огромен бум, но тоа беше во 60-тите и до некаде 70-тите, во 80-тите запре. Ова беше прв пат да видиме една таква енергија. Меѓутоа има тука и грешки. Добро. Например, пред се, тоа набивање на згради и сечење на дрва. Ја бев против тоа, но кој ме слуша мене, така? Последна дупка сум на свиралката, нели? И не е битно, но направени се и големи работи. Например, Зошто не стариот добавате театар, прием кај археолошки. Груевски за да не бидете последната дупка на свиралото. Неам ја такви мотиви да се бавам Добро. со Вие сте со член политика. на Советот за култура, ве Тоа молам. ме поканија, ја дојдов. Како што дојдов тука и кај што ќе дојдам кај Да. секој што ќе ме покани. Добро. Значи ја Добро. немам Што- никакви политички амбиции. Добро, добро, Ќе во го ред. цитирам Борхес. Добро. Значи, политиката е тежок замор, голем замор. Ја не можам да си го дозволам тој замор, пошто екзистенцијата ми е доволно заморна
и уште да се бавам со такви човечки судбини, одвратно Но Скопје ми е тоа. 2014 е Го политика. поддржувам ан генерал Што ќе со се одредени случи со исклучоци. Скопје 2014? Да, пред да ви кажам за тоа многу кратко. Значи, она што сакав го споменав као теза однапред. Значи, дури и да го трпевме Груевски како големиот диктатор, заради тоа што тој ќе ни дадеше подобра економска состојба, тоа не се случи. Дури и да го трпевме затоа што тој на Македонија ќе ги разрешеше сите проблеми со соседите и ќе ја направеше нели голема и горда Македонија, тоа не се случи. Ни едно од прашањата не е решено. Дури нели како што интелектуалци го поздравуваа доаѓањето на големиот Груевски со цел да изгради хегелијанска супер држава, тоа не се случи. Токму поплавите и снегот и сите други општествени катастрофи укажуваат дека значи власта на Груевски како еден вид канцер ги исцица сите животни сокови во општеството и наспроти тоа не беше способна да создаде ништо. Добро, Скопје 2014. Еве во тој контекст Добро, ја не се сложувам со... се појавија завчера слики, а ги знаеме, имаше такви слики од претходно, дека дури и велелепниот театар, Македонски национален театар, се распаѓа. Зашто е таков фушерај? Тоа е такво едно узурпирање и крадење на средствата, да тие згради, како што и ние и проценувавме, за 5 години сами од себе ќе се урушат. ќе се распаднат. Сега, меѓутоа, ние ќе видиме. се разбира дека ние сме Да, добро. меѓу Видиме другото во јавната сфера и во политиката да ги решаваме работите, да не ги чекаме, така што ќе има решение за Скопје 2014. Тоа е многу комплексно решение и сега да не испадне политичка реклама, но јас тоа и го мислам, дека прашањето за Скопје 2014 е сложено и мора да се разгледува меѓу другото и со надворешна експертиза, токму за да ни даде нас одредена, како да кажам, Легитимитет, што? легитимитет, И насоки, но и професионални? дистанца која што Добро, сите ние аха. не. Ако мене ме прашате, значи се уште ви го сум на решиле метафората тоа на со француски со клуч, така. Добро, Значи, но Тоа е но обратно. се разбира, Станковски проблемот вели е дека тоа е проблемот Ова е многу талибанизам, ова е но проблемот е многу посложен. неоварваризам. Е Да. многу посложен и за жал ќе треба тоа да се решава низ неколку сложени процедури, да се расчистат разните слоеви, од коруптивниот до архитектонскиот, на крај до смислата и домакинлакот во однос на јавните средства. Што е вложено, што е изградено, колку е тоа одржливо, дали е функционално. Добро. Дури естетиката тука игра и најмал проблем. Добро. Ова звучи као Роберт Аладжозовски, ценетиот Но тој вели дека меѓународни на левицата и воопшто на експерти би неолиберализмот, дошле. Да. како да излегол од некој утописко општество, па сега дава совети. Мислам, тоа се, кога ќе ги разгледаме владењата, нели, годините поминати со СДСМ, ние имаме никакво градење и распродажба на националните интереси. Името, знамето, територијата, приватизацијата која беше кражба. Никој не ја спомнува таа приватизација и тие шверцеви. Зашто не се покренати процеси судски во Па владењето за Миру Куќа, веројатно. 10 Па годишно ние владење на ВМРО? Ние гледавме како и За Мир во куќа не се Слушајте, не се ја покренуваат мислам дека судски ВМРО процеси. највише не само поради тоа, туку Тоа и е поради... соучесништво на ВМРО во корупција и во криминал, господине Па Станковски. сега што да правиме? треба- Таков е моментумот, затоа што Навистина 10 години е таков Ама момент. сваќате ли дека ние немаме автентична политика? Дека ние цело време ги слушаме инструкциите на меѓународната, така наречена. Груевски, на дечкото. Груевски ги слуша инструкциите на Па еве, меѓународната гледајте ги заедница. последните 2 години колку отстапи. Значи он да реагираше уште од почеток да го уапсеше господинот Заев кога влезе во неговата канцеларија, да го Што тоа го уценува, направи Ердоган. да го уценува, да. Тогаш не верувам дека ќе имаше одлив на гласови. Груевски го видовме, сведоци сме Но на он една... се повлекуваше, па пржино 1, па Да. пржино 2, па оставка даде, па ги повлече сите главни соработници, па повторно оставки, па му набија министри. Зашто министри? Зашто за труд и социјала и за Зашто тој внатрешни? не даде оставка и не се повлече со Па осама, се па дури повлече. и од лидерската Па се- функција на ВМРО ДПМН, протестирајќи против странскиот фактор затоа што и се нивната уште имаше- моќ и влијание. Затоа што се уште имаше некој мал маневарски простор и надеж. Затоа не се повлече. Зашто И надеж? можда затоа што нема Зашто замена надеж? за него. Нема Знаеш замена дека ќе во се ВМРО. врати на сцена.
Како може да има... Така ќе се врати фино на сцена, затоа и постои десоризација, затоа и постои смена на човекот, на колбоецот од Кале. Кога ќе си отиде господинот Бејли, кој ќе дојде новиот газда го викам, затоа што тој ги координира со директиви сите политички процеси во Македонија, тогаш ќе имаме сосема еден нов амбиент. И никогаш Груевски не кажал нешто без веза, кога му кажа дека ако Ахмети го прекрши мајскиот договор, тогаш веќе нема да има обврска кон него, а ќе се врати на голема врата со 2 мандата. Тоа мислите така е кажано? Тоа е веќе договорено. Груевски со новите администрации. Вие имате информации или пак јас медитирате? Јас имам претходно? некои половични информации. Ја не можам да имам, ја не сум актер во политиката, јас сум само наблюдувач. И тоа не е некој многу посветен наблюдувач. Едноставно разговарам со луѓе, понекогаш ќе отидам на мрежата, ќе видам што се дешава, понекогаш слушам вести и така натака, добивам информации, читам книги. Едноставно се случуваат ствари кои ќе донесат една голема промена, која иде на некој начин... На голема врата повторно ќе влезе Груевски. Па на некој начин овие сили што се дешаваат од исток, Путин и кинезите, од запад, новата американска администрација и сите овие менувања. Па гледате, у Франција ќе дојде нова... Тоа ви дава надеж. Дава надеж на Груевски. И вас. Па овој што пројде беше одвратен. Ја ќе ви кажам дека оваа администрација американска Ердоган не го споменавте во овој пакет на нови Ердоган не е играч од калиброт, да речеме, на Обама или на тие некога структури. Некога ги споменувате Путин, Ердоган секако како регионален играч. Да, Јосифски сега да каже нешто. За жал за господинот Груевски е предоцна. Значи во најмала рака јас би очекувал. Никад не е касно. Јас би очекувал таа автократска структура околу, ако воопшто има некаква сила во Македонија, иако е бааги обезмокењна почнувајќи од 2012 наваму, дека нели таа треба да произведе нов политичар во најмала рака, некој нов Груевски, некој нов Мокен. Со Груевски е завршено. Тие мислат дека, пак велам, имаат погрешна проценка, дека мислат дека со 5 телефонски повици може одредено решение да се наметне и Груевски магично да се спаси. Дури протестите... А како се спасуваше Заев еднаш одложување на избори? Магија! Па дечкото од озгора. Ќе видиме. Така, Кинг Конг од Кале да го наречем. Но сега Мало больше личи на шимпанзо. Сега дојде Доналд Трамп на политичката сцена и веројатно таму го барате спасот за Груевски. Не го бараме спасот за Груевски, доволно е само да нема интерференца од дечкото од Кале и на тој начин самите ситуации ќе се Добро, на некој можеме начин тука избалансираат. да поентира, да го ставиме. Не, само сакав да кажам за оваа бившата администрација што сега пропадна со Обама, тоа беше администрација која направи многу конфликти и цели региони, целиот исламски свет го уништи. Сега луѓето не може да се... Тоа е и Украина, и воопшто на Line of Fire на Џон Кери. Тоа е за мене неприфатливо. Тоа е одвратна политика. Ама Трамп не ја поби таа политика токму во овие аспекти, ни против муслиманите, ни против... Ќе видиме што ќе се случи, ќе видиме дали ќе има затоплување со Русија. Да почекаме, затоплување, тогаш и ние ќе профитираме од таа состојба. Фотелја Трамп. Ви благодарам што бевте гост.